Во името на моите колеги, како и целокупната екипа, не знам дали е целокупна, но нека е целокупна екипа на СНГ, односно Среќна нова година, изразувам една огромна почит и задоволство за вашето присуство. Како прво би сакал да нагласам дека Турскиот театар Скопје во изминатите 6 месеци изминат период, освен редовниот театарски репертуар, ја изведе и премиерата на Крал Лир. Имавме неколку гостувања, као што се меѓународните театарски фестивали во Србија и Република Турција. Значи, бевме на театарскиот фестивал Синеџи во Нови Сад, како и театарскиот фестивал во Билеџик, Република Турција. Со поддршка на пријателите на Турскиот театар, односно со една собствена продукција, со помош на моите колеги изведовме една новогодишна театарски проект, кој имаше хуманитарен карактер, каде што сите ние од театарот се гордееме. Среќна нова година, како процес, ме исполни бидејќи режисерот константно работеше со идејата на актерот. Тоест моите колеги. Секогаш одличната идеја добиваше место во својата работа. Убаво е чувството усваре да се соработува со етаблирани млади уметници од СНГ, односно Среќна нова година, кои ги има многу во екипата. Кога прифатив да бидам директор, имав само една цел, тоа да го вратам театарот, односно да го вратам театарот од рацете на системот на иерархијата, во рацете на актерот и сите креативни вработени лица во институцијата. Театарот мора да се негува секојдневно, а актерот да се излече од стегите на системот и да се остави слободно да твори. Во овој 6-месечен период успеавме да соработуваме со повеќе млади колеги и да формираме и уметнички совет, кој има задача во иднина секогаш да биде носител на целокупниот уметнички товар на театарот. Додека сум директор, ќе се залагам за младите актери кои веќе 4 генерации се дипломирани на ФЕДУ, но за жал намерно беа изолирани од екс-управата и максимално да бидат вклучени во сите наредни проекти. Секогаш ќе бидам сервис на моите колеги, како и на младите актери кои мораат да добијат работен статус на неопределено работно време. Во наредниот период можам гордо да најавам неколку еминентни фестивали кои што веќе пристигнуваат од Република на Турција и најверојатно ќе бидеме присутни со новиот проект Среќна нова година. СНГ е ретко убав процес, СНГ, Среќна нова година, значи тоа. Процес каде што од старт се договоривме дека ќе правиме лабораторија во која што најдобрата идеја победува. Процес во кој што имате директор кој што ви седи 2 месеци на проби на секоја проба. Не сум видел такво нешто. Но не седи да ве контролира, туку седи да ве праша како ви е. Седи да ве праша дали нешто ви треба и како може да ја унапреди нашата творечка болка што се претвори во творечка енергија, која што сега си има име и презиме, тоа е представата Среќна нова година. Прекрасен ансамбл со кој што работам прв пат, а мечтам да работам долго време. Редовно ги следам нивните представи, се воспостави дека сум утнал неколку. Сметам дека се извонредно талентирани и неверојатно подценети како ансамбл во Република Македонија од аспект на креативен и актерски потенцијал. Среќна нова година врз база на Хармс и на Ајвс беше лабораторија во која што се договоривме дека заедно ќе напишеме една книга, а во таа книга, додека ја пишуваме, ќе се обидеме да ги најдеме сите тези што држат вода и сите тези што не држат вода. Книгата на крајот ќе ја представи главниот актер во представата, кој што за жал не е со нас на оваа пресконференција. Приказна за еден автор кој што се бори со сопствените монолози, кои што се персонифицирани во ликовите на 10 масони, кои што на едно копче можат да ја уништат оваа планета, и тој сите поединечно во различни сцени ги прашува зошто го прават тоа, кои се нивните побуди, кој е нивната потреба да се само уништуваат, што е она
што ја прави максимата човек на човека му е волк точна, и така натаму, и така натаму. Во секој случај е многу ведар и питом процес, каде што немаше повишен тон, каде што имаше константно забава и смеа и ведрина. Се надевам дека направивме представа која што ќе постави точни прашања, а тоа се прашања кои што се бават со преку интроспекција, се бават со потребата на човекот да биде инхерентно лош. Земавме патерици од Хармс и од Дајв, затоа што се тоа автори кои што го третираат светот низ една омниполитичка призма, полна со метафори, дури лишени од реализам, и затоа се вечни тие два автори. Решивме да им го украдеме јазикот, затоа што и украдената добра идеја е добра идеја. Се надевам дека ќе работам повторно со овој ансамбл. Пробав некако да одложам премиера уште месец дена, ама готови сме. Не за друго, за да ги погледам уште малце. Секој ден ми станаа дел од животот и јас сум таков емотивец, ретко покажувам. Тоа е мојот будистички физикус го помага. Ама беше голема чест и задоволство што работев со овие луѓе и се надам дека тоа ќе се повтори. На почетокот на овој процес имав прилика да се сретнам со мојот драг пријател, да не речам и ментор и почитуван театарски композитор и музичар на кој што многу му се восхитувам, тоа е нормално. Готра Горан, кој што седна на едно кафе со мене додека чекавме да се соберат колегите за да почнеме со пробата и на своја иницијатива ми даде неколку совети кои што најверојатно никогаш нема ги заборавам, бидејќи ова е моја прво учество во театарски проект. Ми кажа ќе направиш бенд, ќе видиш што се случува. Нема никаква разлика измеѓу твојата креативна работа со бендови, на разни проекти и на театарски проект. Ќе се зближиш со луѓето, ќе станете браќа и сестри, ќе живеете од 7 дена, 6 дена ќе живеете како браќа и сестри, 7-миот ден ќе се карате како браќа и сестри. Морам да кажам дека мојот пријател за тој момент не беше во право, бидејќи немав ниту една ситуација, немав ниту една прилика да се скарам со луѓе. И исто како и Бојан, жал ми е што немаме барем уште месец дена работа, да го поминеме време овака заедно по цели денови. И мислам дека успеавме да направиме еден многу посебен проект, со кој што сум јас лично како композитор прв пат 100% задоволен, да кажем, како за прво искуство. И исто така би сакал да упатам една благодарност до цела ова актерска екипа кои што ме следеа малтене во чекор цело време со сите побарувања што ги имавме заедно со Бојан и со Александра како кореограф, и дека ќе имам прилика да работам со нив што е возможно побрзо пак. Не, најпрво да ви се заблагодариме на сите што ве гледаме во волку голем број, верувајте дека многу ни значи и мене и на целата екипа, и што деливте дел од вашето скапоцено време. Ова беше малце интересен процес за сите нас, бидејќи првпат ние работиме со Бојан. Во глобалот Турскиот театар првпат работи со Бојан и ова беше многу интересен процес затоа што беше контра од сите досегашни процеси во кои што сме работеле. Нешто беше различно од досегашното искуство за нас. Почнавме баш онака со мало истражување како лабораторија, меѓутоа дојавме до многу интересен концепт, дефинитивно. Сите од нас да работиме и сите играме различни масони, секој на посебен начин стигна до таму, работејќи со Бојан или консултирајќи се. Секако користевме делови од Дейвид Ајвс и од Хармс, кој што е секогаш провокативен за секој одреден актер. Не постои актер кој што не би сакал, например, да влезе во светот на Хармс и да поигра со тој свет. Се надевам дека, да не должиме многу, меѓутоа се надевам дека публиката ќе ја засака представата. Се надевам дека ќе најде дел од сето тоа, од начинот на кој што размислуваме, ќе најде дел во нашата представа. И пред се добро би било да ве поканиме во четврток вечер за да ја погледнете представата и да бидете со нас заедно. Добро би ни дошла и поддршка, секако.